10-ти републички надпревар во табла се одржа во Тетовска Брвеница, чиј организатор е Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност Тетово и Гостивар. Учествуваа лица од 10 градови од земјава. Го организираме по принципот играат табла дечките, тие што сте табладжи веројатно знаа, играме првата и апсот, кој пак стигне до 3 системи елиминација, доаѓаме до некое мало финале, кај што се завршува, се доделуваат некои скромни награди за нас. Честа на Мобилност Тетово и Гостивар ни ја даде Мобилност Македонија, кај што редовно го организираме овој Полошкиот регион, кој што ние го водиме Сдруженијето на Полошко ниво. Ова ние сега пред новогодишно завршно, како што сега пошто годината се ближи. Иначе теков на редовна година, сега имаме на 15, 16, 17 републички надпревар во Клис и тортијада за инвалидните лица, кој што се организира во Бања Банска Струмица, кој што од нас наши представници тројца ќе бидат инвалиди телесни тамо и две жени исто телесни, што ќе се надпреваруваат во исто републичко државно ниво. Чекаме пред новогодишно, се собираме стандардно. Ни доаѓа 4 декември денот на телесните инвалиди на Република Македонија. Пред тоа е 3 декември Светскиот ден на инвалидните лица. Значи така со овие активности сега ќе завршиме текотната година. Иначе имавме републички надпревар во спортски игри, кој што се организираше 6 месец во Струга. Се организираше републички надпревар во шаки, што Тетово доби прво место, Тоде Зафировски го освои првото место, како представник од Тетово. Истиот беше пратен и на Балкански надпревар во Бања Лука, каде што освои на Балкански ниво прво место. Така да во главном се бориме со тековните проблеми. Еве сега имавме Сојузот преговори со Фонд за здравство, кај што одобрија референтни цени за колена, над колена, членовите што имале ампутирана нога над колено. Чекаме оваа недела да ни овозможи референтни цени за активни лесни колички, кај што чекуваме одговор за моментално, тоа што се работи уште на републичко ниво. Во главном работиме во интересе на нашите членови, на нашата популација. Председателот на Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност Македонија ги истакна основните проблеми со кои се соочува оваа група на лица во земјава. Лицата со телесен инвалидитет го живеат животот како и останатите граѓани на нашата држава. Значи ние имаме пречки во сите сфери на општото живење. Секако дека најголема пречка за лицата со телесен инвалидитет се архитектонските бариери, бидејќи тие овозможуваат пристапност до институциите, пристапност до објекти, пристапност до домови, пристапност до културно-забавни, до спортски настани и така натаму. Така да секој неспуштен рабник, секоја институција која има скали, која нема соодветни рампи или лифтови за надминување на висински бариери е сериозна пречка за вклучување на лицата со телесен инвалидитет во општествениот живот. Најмногу не боли и најмногу не загрижува состојбата со објектите каде што се светува настава во основно, средно и високо образование, бидејќи тоа се институциите каде што лицата со телесен инвалидитет треба се стекнат со знаење и вештини кои утре ќе станат конкурентни на пазарот на трудот и со кои тие полесно би се вработеле, полесно би имале можност да носат сериозни одлуки во животот, како што е заснување на семејство, купување на стан и така натаму. Така да нашата борба во оваа година беше одбележена како кампања за пристап на Македонија, во која ние направивме една презентација во која ги презентираме стандардите кои се потребни да се остварат за да објектите бидат пристапни. Иако Сдруженијата учествуваат на голем број турнири надпревари, турнирот во играње табла секогаш е резервиран за Тетово.